Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Јас на мојот гостин кој што денеска е со нас му реков од Русија право во телевизија Стар. Така ќе му дојде бидејќи само до пред 2 дена ми се чини господинот Јанко Бачев, председател на партијата Единствена Македонија и универзитетски професор, беше значи во Русија и мислам дека со право му го говорам тоа. Најавата вели говориме за пред се како тема и ставовите на Единствена Македонија господинот Бачев во врска со тоа што одиме забрзано кон Европската унија барем со препораката, а од друга страна во опасност ни се односите со една Русија, како тоа би се одразило, што можеме да очекуваме во иднина. Во секој случај со господинот Бачев можеме да говориме и за сите теми кои што во државата се присутни. Господине Бачев, добре дојдовте во нашата програма, во нашата емисија. Благодарам што се одзовте. Во право ли сум, пред 2 дена се вративте од Русија, така некако беше? Па да, ние имавме 5-дневна посета во Русија од четвртокот до понеделникот. Остварихме таму неколку средби во контекст на нашите партиски активности. Сега добро е, мислам, на почетокот да кажем за гледачите дека ние од 21 јануари годинава на седница на Централниот комитет на Народно движење за Македонија донесовме 2 така битни одлуки. Првата одлука е во иднина партијата да настапува под назив Единствена Македонија и втората одлука беше радикален престрат во македонската политика, што подразбира стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евроазиската економска унија. Така да сега ова што го кажавте, значи беше таа една средба во рамките на нашите партиски активности. Ние таму имавме разговори во Државната дума, имавме разговори со лидерите на Евроазиското движење, професорите Александар Дугин и Леонид Сабин, имавме разговори со нашата така блиска партија Единствена Русија. Така, за вториот дел, втората стратешка одлука ваша, сојуз, сватување кон Русија стратешко на некој начин, ќе говориме во текот на емисијата, но на почеток, дали нешто суштинско значи именувањето на името, преименувањето на партијата? Што сакавте со тоа да постигнете? Така, ние како Народно движење за Македонија нашите определби беа во ова насока. Ние не сме за НАТО и за Европска унија, меѓутоа видовме дека е потребен еден нов квалитет во нашето делување, еден нов пристап и затоа одлучивме да направиме едно ребрендирање во партијата со промена на називот и сега еве на мој задоволство можам да кажам дека во овие веќе еве некаде повеќе од 2,5 месеци има стварно голем интерес во државата. Ние како Народно движење за Македонија до 21 јануари имавме некаде околу 27 општински комитети, веќе имаме 42, а и се надеваме дека до летото ќе ја покриеме цела Република Македонија со наши општински организации и можам слободно да кажам дека интересот е голем и тоа ни на теренот што го гледаме. Сушност не дава за право вечерва да кажам дека тоа што и се сервирало на јавноста, дека народот е во голем процент за НАТО и за Европска унија, тоа било една голема лага. Значи ние сега гледаме друга слика на теренот во Македонија, еден голем интерес за стратешки сојуз со Русија, така да значи фактички во Македонија за НАТО и за ЕУ биле фактички само политичките елити, кои што во Македонија 27 години се купени и корумпирани од тие НАТО и структури и тие европски бюрократи, така да тие всушност откако претходно ќе ги корумпират, понатаму ги користат во Македонија за нивни стратешки цели да работат за разнебитување на Македонија. Господине Бачев, се добива впечаток дека во Македонија народот ретко кој го прашува нешто, само се манипулира со тоа, бидејќи ние го слушаме тоа можеби 15 години дека огромен процент на граѓаните се за членство во Европската унија. Па еве сега јас кажав, ние гледаме друга слика на теренот, таа била на голема лага, тие биле наменски анкети и кога ќе видите кој ги правил се тие анкети, тоа се анкети на разни невладини организации под контролата на Сорос, така да станува јасна приказката и народот веќе ние гледаме едно друго расположение. Така, ќе одиме паралелно и со прашање од гледачите и со она што го имам ние подготвено како прашање. Веќе имаме гледач. Добар ден, повелете. Ало? Добар ден, Тони. Добар ден, повелете. Поздрав до тебе и до мој биш колега Гостино. Поздрав и до вас. И сакам нешто да ви кажам дека ово околу препораката значи нема блага везе, тоа е само една надеж лажна пред народот и тоа ќе се задржи многу длго. Добро. Околу за Русија, околу економската состојба што ќе биде Македонија и Русија. Доколку улеземе во Европа, пошто нема да улеземе во Европа, тоа е само лажна надеж. Но вака нели реално сега да, добро. Имаме на економска поле добра состојба.
За понатаму не гарантирам. Али пак да знаете, околу таа препорака, тоа е само лажна надеж пред народо, да се кажете одеме напред, оставаме ги проблемите позади нас. Но ова што го кажува нашиот гостин господинот Бачев, дека не само што го кажува, туку отворено е за стратешко, поблиско стратешко партнерство со Русија, а ние направивме неколку работи, значи протеравме руски дипломат. НАТО и Европска Унија отворено прв пат Македонија застана на некој начин против Русија, независно што вели Заев дека тоа не е баш така. Како тоа ќе се одрази и што би значело условно речено непријателство на Македонија со Русија? Видите сега, ние треба Македонија да се држиме близко до Русија. Како што се држи и Србија у закон, а демек околу Европската Унија врте. Така, добро, ако имате ли прашања за нашиот гости, за кој што може да прокоментира и одговори? Ето, нека ми објасни Европската Унија дали со нас се подиграва или кажува реалната фактичка состојба сега што е. Така. Добро, благодарам. Ова како песната или со мен се подиграваш да ти мине времето. Па еве, јас го делам мислењето на вашиот гледач. Вчера Зоран Заев, марионетската власт на Зоран Заев се обиде таа препорака да ја прикаже во едно историско значење, да даде историски карактер. Сега за гледачите да биде појасно, тоа е само едно ветување, едно обично ветување, еден неизвестен факт кој што треба во иднина да доведе до некои преговори кои би се случиле во наредните некаде 15-20 години. Тоа е една голема измама за луѓето и луѓето треба знаат дека таа препорака не значи ништо. Таа е донесена од Европската комисија, таму одлуките се носат со мнозинство од членките и за да помине сега таа препорака, за да заживее во јавноста, треба да биде потврдена од Европскиот совет, а таму членките на Европската унија одлучуваат со консензус. И сега ова препорака за да се заживее, јасно што треба да направиме. Треба да се обезличиме како македонци, да го смениме името и да го смениме идентитетот. Така да ова препорака не значи ништо. Тоа е една голема измама вчера Заев што ја најави како историски чекор од страна на Европската унија. Како во Русија се гледаше на тоа очекување на препораката за Македонија и на отвореното, значи власта сака очигледно, вели дека имаме поддршка и сакаме да одиме во НАТО и Европската унија, и посебно како вие видовте како беше коментирано протирувањето на рускиот дипломат? Па јавноста знае, ние по тој повод имавме и еден собер на поддршка пред руската амбасада, така еден поголем собер со наши членови и активисти, и ја дадовме таа поддршка лично на амбасадорот, кој што исто така беше меѓу народот пред амбасадата, исто им се обрати. Така да тоа е една нестрекна одлука на македонскиот бугараш Никола Димитров, кој што се направи една невидена провокација во однос на Русија, ама јас пак ќе се вратам на тоа дека тоа не е одлука на македонскиот народ, него тоа се одлука на купени и на корумпирани политичари кои што 27 години гледаме кој ги контролира во Македонија, во позадина кој стои за нив, и не случајно ние ВМРО ДПМН и СДСМ ги наречуваме партијата Погреб за Македонија, составена од ВМРО ДПМН и СДСМ, кои што фактички работат на иста цел, на разнебитување на државата, бидејќи тие нивни политички елити 27 години се купени од тие европски бюрократи и нема ништо суштинско различно во нив. Еве гледате вие, во однос на клучните стратешки определи за Македонија, тие имаат и став, и ВМРО за промена на име и СДС, и ВМРО за двојазичност и СДС за двојазичност. На ВМРО да помине завчера излезе со став дека и тие се заслужни за препораката. Па тие во однос на тие стратешки интереси на Македонија, за жал имаат и став, и двете партии, еве и двете кажуваат, дури да освојат и 61 пратеник на парламентарни избори, и двете кажуваат дека ќе коалицираат со албанска партија, и двете за двојазичност, и двете за промена на име. Така да гледате, само прават една романтика за народот, го забавуваат со некои така тривијални работи, се расправаат за дали да се оданочат луѓето што земаат 1000 евра, над 1000 евра плата, дали да има прогресивен или рамен данок, тоа на народот не му значи ништо. Алкохол кога да се продава и слично. Дали да се продава алкохол после 19 часот или тоа на народот не му значи ништо. За суштинските промени тоа се исто, бидејќи ги контролира и центар, тоа е Зверот или Сорос или како сакате да наречете го. Така, одиме со нов гледач. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав, Тони, до тебе и до гостин. Благодарам, поздрав и до вас. Тони, може ли да ми кажеш професор што струка има професија? Како? Професор, по што е професор? Меѓународно Ќе ви одговори. Меѓународно право. Меѓународно право? Да. Како не се сраме професор да го залажува народ? Зошто? Он е гарантиран и платен шпиона, не за другите што вика дека се шпион. Од кого? Од кого? Од кого? Од прошлата власт. Од минатата власт.
Да. Нека ми каже што ми е професор, Русија кога ни е првиот нож ударение на македонскиот грб? Првиот да му нож. кажем 1892 година. Добро. Он познава ли е Русија? Така, еве ќе ви одговори, дали удара Ама нож, чекай дали... да поставам ја прашање. Ајде. И што го залажува народ, он оде гледа дека народот не е за нас. А кој е таа Русија? Што и помогна на Србија? Дојдеа тие пијандурите тука, војниците партија и ќе ја пратат и ќе бранат Србија и Србија. И 13-та е крива, и 28-та, и секој се русите против нас. Така, тоа е коментарот, конкретно прашање. Ајде, ако сакате. Тоа е прашање, што го залажува народ. Така, благодарам на... Така, благодарам на јавањето, пријатно. Ова е, оди во насока, јас мислам дека ќе каже, бидејќи мислам дека од партиите на власт, па и од двете, се шири верзијата дека единствено Македонија е финансирана со руски пари. Тој вели од вака да му одговорам на делачот. Очигледно човекот е пуштен да каже едни работи паушални. Еве јас го повикувам сега да се јави уште еднаш, он кажа дека јас сум купен од претходната власт. Народно движење за Македонија е формиран 2002 година. Значи тоа е пред 16 години. Ние сме цело време опозиција. Нека се јави сега уште еднаш, нека каже. Ако сум бил купен од Груевски, на која функција јас бев 10 години кога беше Груевски на власт, кој тендер го имам добиено, каква донација имам добиено, какво вработување имам добиено од Груевски, еве го повикам нека се јави уште еднаш. Слободно може. Ако го каже тоа, ја ќе му се извинам одмам. Значи, ако си купен, гледаме, во ВМРО ДПМН со Груевски имаше 22 партии во коалиција. Сите лидери кои беа пратени, кој директор. Ви не сте били во коалиција никогаш со... Никогаш, и нека ги направи моите функции за време на претходната власт. Ако си купен, треба да купат за функции, за пари, за тендери, за донации, тоа е многу јасно. Еве, нека повели. Ако сака, нека се јави. Така, тоа е на работа. Втората работа што ја каже, што Русија е помогнала на Македонија, спомна некаде Илинденскиот период. 1892, да. Еве да му кажам, не читал историја. И тогашните македонски револуционери, сите биле свртени према запад, према Австро-Унгарија, према Виена. Никој не побарал помош од Русија и во тоа време. Русија ги има ослободено на сите балкански земји. За жал, после сите извртуваат грб, и Бугарија, и Грција, а македонските револуционери во тоа време сите гледали во тоа време прозападно, према запад. И затоа Македонија не успеала и тогаш, не направила држава. Ајде да видиме дали се јави. Така добро е да чита историја. Така да видиме дали е истиот гледач. Добар ден. Еве нека се јави слободно. Така, добар ден. Вие сте, да, ајде. А што? Ајде сега кажете ги сега моите функции. Повелете, еве, ве праша и одговори нашиот гостин. Па не мора он да биде вработен, некој од фамилијата. Па зошто купен тогаш? А некој од семејството вели да. Ајде кој од семејството? Кажете кој од семејството? Тоа се приказки за мали деца, ние не сме. Некој кажува приказки. Така, ви одговори. Сега чим немате аргументи, вие веќе лаете. Каква Русија нека каже на работа што е помогнала за Македонија? Еве, ќе каже и почне да каже. Што ние не сме учили школа. Како? Така, една работа да кажете што помогнала Русија на Македонија. После били 913 година Македонија, беше ли учесник Русија? Сега ќе му говорам. Така, добро, благодарам на јавањето. Така на господинот да му кажам сега. Никоја земја нема да дојде да ти помогне ако не се побара помош. Еве најсвеж пример е Сирија. Додека Башар ал-Асад не отиде во Москва официјално да побара руски војници да влезат во Сирија, руска војска таму немаше. И ако не се обратеше, ќе заврши како овој Гадафи. Кога се обрати во Москва, тогаш влезе руска војска. Значи, за да нека ми каже господинот, во овие 27 години, која македонска влада се обратила за помош до Москва? Еве, нека ми каже една. Така. Сега И за да ви помогнат, треба да се обратите, не може Русија да дојде тука да направи окупација. Така. Добро, одиме со првиот блок на реклами, после кој се враќаме и со вашите јавувања и се одговори на доста и провокативни прашања. Ако убаво е, да види интересна емисија. Така. Еве не назад, господине Бачев, пред да вклучиме гледач, јас би ве прашал што мислите за интерпелацијата која што беше. Каква беше таа ситуација, интерпелација во која што ВМРО се врати во собрание, свесен дека нема да успее интерпелацијата и веднаш потоа да гласа за закони заедно со оние на кои што им поднесе интерпелација. Па и самиот Мицковски пред да ја поднесе интерпелацијата даде една изјава во која што беше контрадикторен самиот со себе. Човек беше збунет, вика ќе поднесем интерпелација да падне владата, а после во втората реченица вели ние ќе ги поддржиме сите реформски закони на владата. Сега им влегуваат да е собор од владата, а од друга страна вика ќе ја поддржиме владата да поминат сите реформски закони, така да пак се навратам на тоа почетното ВМРО ДПМН и СДСМ нема разлика. Тоа е едно исто контролирано од ист центар 27 години, чии политичари гледате, кога ќе излезат од власта излегуваат како најголеми капиталисти. Значи 27 години лажат, крадат, корумпирани и длабоко купени, али за жал тоа се одразува на државата и на народот. Гледате Македонија кај беше 90-та година,
каде е сега после 27 Гласени години. ли се дека Мицковски и Заев се договараат, комуницираат, дека имат една агенда или пак има некои докази за тоа, односно дека навистина се разговара Па преговара? они може директно не договарат, али едно што е сигурно, барем за мене, неспорно е, са кога стануваат, кога тргнуваат на работа, двајца му вртат на Джес Бейли да го прашат тој ден што да работат. Бидејќи поровно беше дека дуи не одат на работа пред да се слушнат со америчка амбасада. Сега за жал и овие двете, наши, така да ги кажеме условно Се македонски слушали партии. некој со руска амбасада, освен вас на пример? Или со Виде, ние сега јасно ја кажевме Ако не ли веќе? нашата определба и тука сакам да кажам дека кај нас таа врска е подлабока. Нас со Русија не врзаат длабоки и историски и религиски врски. Така да во таа смисла го осеќам како близок народ. Близок словенски народ по религија и така да ние веруваме дека доколку се охрабри некоја влада во иднина, а верувам дека новата легална власт на единствена Македонија ќе го направи тоа, прво што ќе направи ќе се обрати за помош од Русија. И тие геополитички поместувања. Сега помош во која смисла? Ние не бареме Русија да влезе тука да не ги реши проблемите. Значи ние помошта во Русија гледаме во смисла тие геополитички поместувања на Балканот доаѓаат, тие се навестуваат и кога ќе се променат тие геополитички релации тука интереси на Балканот, кога ќе дојде тоа влијание, после внатре ние како македонски знаеме сами да си ги решиме работите. Ние сега не може да се бориме против Сорос, против НАТО, али кога тие геополитички поместувања ќе се направат на Балканот, ние внатре ќе ги решиме проблемите со сите. Така. Одиме со уште еден гледач. Добар ден, се извинувам што почекавте. Добар ден, Тони. Добар ден, повелете. Поздрав за гостинот и за вас, Тонка. Благодарам, поздрав и за вас. Сакам на гостинот да му поставаме на прашање да ми одговори ако може. Ајде. Дали меѓу СДС и ВМРО ќе дојде некоја нова влада што ќе искара оваа држава на прав пат спрема Мислите на русите и спрема другите земји од социјалистичкиот сојуз? Мислите на некоја трета опција, така? Трета опција меѓу ВМРО и СДС да дојде само да дојде до победа, за да може да изтегнува влада од ова. Така, тоа е многу, така, благодарам на јавањето. За таа трета опција се говори долго време, ама никако да дојде. Колку е тоа реално во Тоа Македонија? трета опција, тие термини мене ми се така дегутнанти, неприфатливи. Значи Знаеме што се на подразбира. Македонија и треба Да. македонска Македонија, и треба македонска опција. Вие гледаме 27 години што се случува со Македонија. И ние, еве јас поносам со мене овој краток проглас до македонскиот народ, ако може да го види камерата. Така. Значи овој са почеток по Македонија сега го поделивме во 100.000 примероци. И тука јасно се набележани точките наши. Ова е краток проглас до македонскиот народ зошто треба стратешки сојуз со Русија и зошто членство на Македонија во Евроазијската економска унија. Тука се дадени конкретните причини и наведени се конкретните точки. Што ние ќе направиме како нова легална власт во Македонија. Значи тука јасно треба да кажеме дека на Македонија треба национална и социјална револуција. Од 90-та година да се поништат сите антидржави и антимакедонски акти. Бидејќи ние сега имаме ситуација во која, еве, пример Зоран Заев пред изборите јасно кажа дека ќе ја руши оваа држава. Кажа дека ќе воведе двојазичност. Кажа спроведува некои тирански платформи. Сега еве кажува дека ќе го смени името. Значи он кажува јасно дека ќе ја струши оваа држава. Ние како единствена Македонија јасно кажуваме дека ќе расчистиме со сите предавници и ќе расчистиме. Еве што кажа гледачот. Значи ќе расчистиме со сите, не треба воопшто да се сомневаат. Нашиот заменик председател Влаков Мицов не случајно кажа: кој сака да биде политичар треба да оди со својот некролог во джеп. Ние сме свесни во каква игра влегуваме. Ние сме свесни каков непријател имаме. Ние сме свесни дека правиме стратешки пресврт во Македонија, кој што НАТО и САД нема да го гледат со отворени очи. Тоа се мокне сили, али ние веруваме во тие геополитички поместување сега тука на Балканот, ќе дојде тој интерес што ние го очекуваме, а внатре јас можам да им обеќам сега еве тука и на граѓаните на Штип, ние внатре ќе расчистиме со сите. Така, одиме со уште еден гледач. Добар ден. Тони, пак сам јас. Ајде. Преска малку се иритира што го беа нападнале вашиот гостин, значи тоа не доликува на ништо, значи од сега натаму кога ќе ви доаѓаат гости, ќе почнат да одбиват некои поради тоа што ги вреѓат, значи не се на пазар наваѓаат. За навредување јас ќе исклучам веднаш нашиот гостин Значи не доликуваше на ништо. Вашиот гостин лично го познавам, ние се знаеме што од Скопје уште. Не значи ако сум Штип. Лично го знам човекот, значи таков човек ни треба на нас и за премиер, и за председател, и за градоначалник.
и треба да се угледат на него. А ово другото, се е багра. Толку имам да кажам, Така, Тони, добро, и добро. пред некој да го изврегат, некој треба да го знаат ко личност. Навредите никош не ги поддржуваме, но на Провокации нашиот гостин подготвен е да одговори. Благодарам на јавањето. Еден наш гледач вели Македонија, Русија историски е против Македонија и нација, треба да ја знае историјата, вашиот гостин вели. Вели дека го замајувате народот. И вели Србија колку се блиски па НАТО ги направи сол. Трета опција е ГДУ и Петар Колев и праша го вели како ќе оди со албанците со Русија, сакали да бидеме Либан или Сирија. Бака сега, значи таа партија што спомнавте, сега човекот на Петар Колев, таа е јасно, таа е бугарска партија во Македонија и добро е што излезе таква партија, да видиме колку се бугарите во Македонија. Со пробугарски луѓе сега колку е добро човек да полемизира, бидејќи знаеме бугарите секој пат како биле. Се вртат, како дува ветерот, така се дуваат и бугарите. Еве Бугарија е ослободена од Русија во руско-турските војни, прва го сврти грбот на Русија. Сега за времето на комунизмот знаеме каква релација имаше Бугарија, еве сега излегува најголеми натовци, најголеми европејци, така да бугарите е позната едната ориентација. Нели одиме и ние по тој пат полеку на сигурно? Обично нели имаше на времето една анекдота, викаше кај одат бугарите, ние додиме во спротивен правец. Тоа да не биде некој ориентир. А во однос на историјата што кажа, човекот треба да прочита. Значи јас ќе повторам, го кажав тоа претходно, и историското ВМРО Македонија било прозападно ориентирано. Гледало према Виена, према Австро-Унгарија, никој пат не се обратило за помош за Русија. И тоа го нема во историјата на Македонија. Еве сега ние како нова легална власт, единствена Македонија, први сме спремни да го направиме тоа, да се обратиме за политичка поддршка од Русија. Бидејќи јас кажав, било која голема сила, колку да ја мъкне, нема сама да дојде. Еве спомна во прашањето господинот Србија НАТО 99 година. Па еве 99 година Македонија е толку мала земја што сепак НАТО дојде кај Киро Глигоров и побара склучија договор да може НАТО да го користи воздушниот простор на Македонија. Не дека Македонија може да ги спречи авионите на НАТО да бомбардира. Ама формално правно седна со Киро Глигоров, потпишаа договор со кој што Македонија го ослободува воздушниот простор за авионите на НАТО. Така да колку да е мала земјата, ние мора да има формално барање до Русија, за да Русија ни ја даде таа политичка поддршка. А тоа во Македонија досега го немало. И на господинот да му кажем, он зборува за 99 година, тоа е многу одамна, сега имаме една нова Русија. Не знаеме каква беше Русија 90 година, каква е сега. И тие паралели не е добро да се прават. Сега имаме една нова Русија со еден нов председател. Путин на отворена сцена каже, тоа е многу битно, кога беше Ѓорги Иванов во Москва, кога беше таму по некој повод да му се даде некоја награда, Путин јасно кажа, писменоста доаѓа од македонската земја, кај словенскиот народ, па е една поголема потврда и поддршка, тоа здравје. Така. Пред да слушам гледачот, да се извинам на сите, бидејќи нашиот гледач претходно рече да нема навредување, употреби збор багра. Значи и тоа е навредување, ме потсети еден гледач. Одиме сега со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали може да го прашам гостинот? Секако овде е за вас. Например, за да се дојде до влада и ако следува председателски избори прво и како кандидат за председател, ја мисля дека мора да има поддршка и од албанските партии. Дали е во комуникација со некој од нив? Така, тоа е прашањето. Да. Така, благодарам на јавањето. Тоа, значи, во суштина, вие велите власт која што би имала единствена Македонија, колку е тоа можно, бидејќи се докаже дека долги години апсолутно доминација на ВМРО-ДПМН и СДСМ. Независно што ВМРО-ДПМН беше десетини и повеќе години, сепак тие се две партии. Колку е можно на вистина друга партија да влезе и да освои толку претеници? Па видите, за да можете да го реализирате тоа што тие го направија тој преседан од 91 година дека мора да има албанска партија во секоја влада, бидејќи беа длабоко раскарани меѓу себе како македонски партии. А тоа е надвор од уставот. Никаде во уставот не е пропишано дека мора да има албанска партија во секоја власт и ние еве што каже гледачот, ние не ги делиме луѓето по националност. Ние кога збориме за албанци, мислам на радикалните албанци кои што не ја чувствуваат како своја оваа држава. А инаку секој нека и албанец кој што е лојален на сопствената држава, тој е добре дојден, но меѓутоа ние гледаме дека нашите сограѓани албанци од политичките елити на Албанија во најклучните моменти за Македонија не забиваат нож во грб, бидејќи знаете ние кога беше војната на Косово, кога протерувањата, примивме тука преку 300.000 албанци, тие не вратија со војна. Сега гледате истото, што се случува во спрега со домашните партии ВМРО-ДПМН и СДСМ,
сега треба веќе да ни се зададе финалниот удар за обезличување на Македонија, промена на името и идентитетот на државата. Така секој граѓанин е добре дојден. Меѓутоа, ние со радикалните структури ќе знаеме како да се справиме и доколку ја имаме таа поддршка во Македонија, со тој број на претеници нема потреба да се прават коалициони влади со партија на малцинствата. Така. Уште не гледач, добар ден, интересот го имаме. Повелете. Ало, здраво. Здраво, повелете. Тонка вака сега, значи, македонска работа си македонска работа. Шпионажа колку сакаш, пропукување колку сакаш. За жал, тоа е да му одговорам на тај гледачо што се яви пред 10 минути. Значи, која партија да се појави трета и пета и 20, значи, се е џаве за тоа што народот си се штипски кажано овцички, ветуват партиите, помине си кампањата, добијат си, народот си остане со истото и се така си врте машинката. Тоа на тој гледач одговорот, а прашање за нашиот гостин имате ли? Па немам, чисто да го поздравам, добро што дошол и нема потреба шпион бил, ваков бил, таков бил, џабе глупости зборени. Така, добро, благодарам на Ивањето, пријатно. Сега, значи, јас сум свесен дека гледа во Македонија има едно разочарување во однос на политиката, бидејќи во овие 27 години гледате што се прави, тоа е едно големо разочарување кај народот. Еве, јас со мои познаници, пример кога разговарам, кога ширим идејата, прво што прашуваат колку пари ви дадоа во Русија. Така, тоа е теза која што се шири од политичките партии. Тоа е за мене едно длабоко разочарување како македонец, бидејќи луѓето се длабоко разочарани, бидејќи гледат 27 години купени политичари, корумпирани, купени. И не можат да замислат дека не може да замислат може да не биде купен. Дека некој прави нешто од идеја, од свој сваќање, од идеологија. Јас сум 52 години, немам намера века на 52 години да се корумпирам. Но како се финансира Единствена Македонија, бидејќи сепак се потребни пари? Единствена Македонија имаше добар успех на локалните избори и добива средства од буџетот, како сите партии. Така. Но за да се освојат избори треба многу повеќе. Добре дојде се сите донации. Еве една претпоставка. Пример, дојдат сега избори и ние имаме пример која руска партија сака фирма сака да согласно законот таму нели фирмите може да дават до 30.000 евра донации. И сега некоја фирма која би дошла нас да ни каже да ни даде донации. Што е страшно и ја тука поставам принципијално прашање. Зошто е добро да се земаат пари од Сорос 27 години, да ги купуваат едномишни политичари, а е лошо да се земат донации од руска фирма? Тоа се гледа нешто како лошо, а не ја гледам разликата. Па вие гледате во Македонија 27 години се живо е купено, се живо е скорумпирано од Сорос, од САД, од американска амбасада и од овие западниве земји. Така да луѓето можеби и со право така реагираат дека политиката гледат нешто валкано, нечисто, неубаво, купено, корумпирано и затоа не случајно ви кажав дека кога разговараат со мене, прво прашуваат колку пари ви дадоа. Одма ги асоцира на тоа. Така, ова што го рековте исто е, секој ќе реагира и прашањето од секој ќе се постава зошто толку се земаат бугарски пасоши, никој нема да праша зошто некој би зел руски, зошто некој би зел американски, зошто некој би зел да речеме српски пасош, тоа не се постава. Добро. И за тоа ќе имате можност да колку сакате да прокоментирате, сега да вклучиме гледачот. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздравувам го господинот Бачев и вас. Благодарам. Господине. Благодарам. И му честитам за добрите зборови што ги кажа до сега. Го познам човекот. Лака му час, искрено од срце и од душа го кажува. Не закриен. Има закриени луѓе. Еве, викаме има што се подкопува. Тачно е. Двојца се подкопија баш на гласањето. И тоа Ади Бајрам и онај од Гром. Тие двојцата се купени. И за тоа овај народ македонски не верува. Прави водачи треба да има тука бата. Од срце и од душа, овај македонски народ е многу добар. Пен, мек, културен. Само на нас не ни треба Европа. И НАТО. А ни треба ли Русија? Ние, јас бев во Русија. Рускиот народ е многу добар. Јас сум бил 7,5 месеца во Сањагорск, Москва, а овие нас не питува од кај сте, викам од Македонија. Они не знаат дека е Скопје, не викам од Штип. Ние сме тука близки. А што ќе имаме ние со НАТО? Само прескаво гледам господинот Заев
како мало дете се радува. Ние 7-8 пати го имаме ово. Ништо не правиме. Само уништување на македонскиот народ треба сакат. Името, јазико. И не прифаќаме тоа. Треба да се знае дека сме ние правите македонци. Не ни треба НАТО. Ние Европа. Еве, господинот Заев таксува 500 евра, 100.000 денара за докторите. Нашите доктори млади ни бегат. Немаме доктори. Бог да чува да не се разболе човек. Благодарам и поштовање према гостинот. Благодарам и за вас за јавувањето. Пријатно на некој начин во таа насока кој што говорим. Меѓутоа, господине Бачев, тука се поставува прашањето доколку не е ориентацијата НАТО и Европска унија. Доколку сакаме, веќе длабоко се поделени работите со рамковниот договор, сега со новите барања, со законот за двојазичност, и албанците, граѓани на Република Македонија, државјани на Република Македонија, сметаат дека треба да се исполни уште тоа наводно на рамковниот договор. Колку е изводливо во оваа држава да имаме власт во која што нема да мора да има албанци, да се избегне ова со двојазичноста, колку е сето тоа изводливо, колку е можеби пак и ризик да дојдеме повторно до конфликт како што беше во пред колку таму 20 години колку. Видете, албанци никогат, нивните политички водачи никогат не кажале до тука е границата. Они тоа го кажаа и 2001 година кога се случи рамковниот договор, тогаш пред Леотари Пердију тогашните албански лидери Арбен Џафери, покојните Имер Имери, кажаа дека до тука е границата, меѓутоа излезе дека не е до тука границата барање. Тие имат некоја прекрасна тактика, пример, ќе им задоволи 100 барања, они одмah го активираат 101-то, ќе го задоволи 101-то, го активираат 102-то и така во недоглед ја терат нивната агенда. Значи, работава што ние правиме како македонци. 27 години две раскарани македонски партии под ист центар, под иста контрола и ние треба да се лутиме на нашите политички репрезентанти кои тоа го прават. А јас сега пак ќе се навратам на тоа, има начин како тоа да се среди, не само со албанци, со сите нелојални граѓани во оваа држава и ние тоа ќе го направиме. Не ли делува тоа како закана? Па не закана, вака сега закана, па видите вака сега, ако некој сака да ви руши државата, крај случај ќе има и војна. Зошто така да докажу? Еве гледаме што се случува. Ако овие сакат веќе во насока да ја федерализираат државата, следна етапа е почна со јазична федерализација, следна етапа е територијална федерализација на државата. И што ние можеме повеќе да изгубиме од тоа? Значи или да се иселиме од државата, или да ја браниме со сите средства државата. А тезата дека ако Македонија влезе во НАТО и дека тогаш ќе биде заштитена и територијално и во секој поглед, дејќи НАТО нели се грижи Македонија нема што да бара во НАТО и во Европската унија, бидејќи НАТО е, гледате, тоа е една геноцидна организација од 90-та година навок, гледате што прави американскиот председател. Сите американски председатели во 27 години. Фигуративно кажано ќе стане Сабајле, ќе каже верувам во Господ, ќе го сврти атласот кај ќе му застане прстот, тој ден таму во светот истора бомби. Значи во овие 27 години само тоа го прават. Те видовме и последно со Сирија се случи. Од друга страна Европската унија е една организација која што ги држи во економско робство, во едно модерно робство сите држави како Македонија и овие држави од регионот и бесконтролно ги плачка. Сега гледате колку пропагандо силно играат, како демек даваат донации, тоа се всушност наши пари. Тие што прават? Тие пример ќе извлечат 1 милиарда од Македонија преку разни кредити со разни камати и после во форма на некои донации ќе слушнате во Штип дале 50.000 евра за училиште, во Свети Николе дале 20.000 евра за улица и народот се радува дека тоа биле донации. Тоа не се донации, тоа се наши пари. Они ќе извлечат 1 милиарда и 200 милиона навистина ќе ги вратат како донации. Тие 200 милиона во најголем дел ги купуваат нашите политичари, нашите премиери, бидејќи они ги знаат. Они ги корумпираат, им ги даваат тие пари и после ги држат во под еден притисок да ги испроведуваат тие антимакедонски политики што ги прават. Значи сакам да го убедам народот, нема таму некои луди холандјани, швегани кои што ќе го полнат буџетот на Европска унија и тие од таму нас ќе истурат пари тука, ќе ни даваат донации. Нема врска. Тоа се наши пари. Тоа е тоа ново модерно робство што го прават сега само со други средства овие западниве земји. Така. Режија, време е за вториот блок на реклами, точно во 18 часот, пошто се враќаме во последниот дел од емисијата да одговориме на уште некое прашање со нашиот гостин, господинот Јанко Бачев, председател на Единствена Македонија и универзитетски професор. Ајде, господин Бачев, да се вратиме на оно што е најново денеска. Денеска вие официјално како партија излегувате на пресконференција и велите ајде на избори. Да, колку тоа можно да има предвремени, бидејќи председателските се отприлика за 1 година. Да, ние денеска на пресконференција побаравме вонредни парламентарни избори од причина што еве вчера и денеска видовме дојде нов извештај од Брисел
или поточно препорака за започнување на преговори за Македонија. Од друга страна, Зоран Заев овој документ му даде значење на историски документ за Македонија. Го квалификува како од историски карактер. Сега ние од друга страна велиме има неформален, условно кажано, извештај од Русија, кој што цело време нивните политички представници викаат дека имаат нудат алтернатива за Македонија и за земјите од регионот. И сега ние сме во една, така да кажем, услово многу убава ситуација во Македонија. Значи, политичката сцена е многу јасна. На една страна ги имаме партијата Погреб за Македонија, составена од ВМРО, ДПМН и СДСМ, кои велат Македонија нема алтернатива на НАТО и на ЕУ. Од друга страна сме ние како единствена Македонија, велиме Македонија има алтернатива што подразбира стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евроазиската економска унија. Сега, каква ќе биде идејата на Македонија? Кој пат ќе го фати? Тоа се прашање од клучно национално и државно значење и за нив не може да одлучува ниту еден орган на државната власт. Не може ниту председател, ниту владата, ниту собранието. Тоа е одлука која што може да ја донесе само народот. Само народот на избори, бидејќи тоа е стратешка одлука, ја определува идејата на Македонија. Дали ќе оди со ЕУ и со НАТО или ќе оди со Русија и со Евроазиската економска унија. Нека одлучи народот, затоа ние денеска повикавме на вонредни парламентарни избори и сега за нас најрационално е тие избори да бидат заедно со председателските избори. Доколку бидат со председателските, тоа би било во март наредната година кога завршува мандатот на актуелниот председател. Меѓутоа ние денеска на пресот кажавме еден многу битен момент. Можно е да има и предвремени председателски избори, бидејќи според наши сознанија Иванов веќе бил при крај со размислувањето да донесе одлука за аболиција на Никола Груевски и групата околу него што против кои се водат кривични постапки во судот во Скопје, да ги аболицира и во таков и веднаш да си даде оставка, бидејќи не сакал да биде изложен повторно на притисок од странците како што беше кога ја даваше аболицијата пред 2 години. Да не може да ја повлече аболицијата. Не може да ја повлече. Пред 2 години кога даде аболиција и во врска со мандатот кога му даваше на Заев, сите се сеќаваме дека обојци од Америка Хојти му влегуваше во председателска резиденција во Водно насилно и го премисли. Така да сега не сакал да биде повторно изложуван на притисоци, размислувал да ја даде аболицијата за Груевски и за групата и да се даде оставка и во таков случај почнуваат активности за предвремени председателски избори. Значи, можните варијанти се да бидат да има избори во март наредната година или предвремени председателски избори, а ние денеска предложивме заедно со председателските избори да се одржат председателски да има и парламентарни избори, бидејќи ајде на избори да се соочиме со народот, па народот нека одлучи која опција ќе ја прифати. Да, меѓутоа дали не е потребно пред тоа промена на изборниот модел? Цела Македонија е една изборна единица, отворени листи. Па тоа е едно од клучните ветувања на СДС пред изборите. Тие јасно кажаа, ако победиме, веднаш ќе го смениме законот и ќе направиме една изборна единица. Сега останува да видиме дали тоа ќе го реализираат. Меѓутоа како и да е, ние како единствена Македонија сме спремни. Ова што го работиме на теренот, ова партиска инфраструктура што направиме, ми дава верба да верувам дека овој пат ние ќе имаме голем успех на овие избори, а уште повеќе што гледам дека народот масовно сака стратешки сојуз со Русија и со Евроазиската економска унија. Тие анкети на Сорос биле една голема измама дека народот бил 70-80% за НАТО и за ЕУ. Ако е така, еве нека распишат избори, па да видиме нека одлучи народот. Но деломно со ориентацијата кон Русија иако прикриено ВМРО-ДПМН одеше на таа опција до некаде, на такво расположение. Колку е таа блискост би била корисна, колку може... Русите сакаат искреност. ВМРО балансира да се стекне некој впечаток дека сакаат со Русија. Тоа не е точно. И ВМРО ДПМН и СДСМ 27 години се под контрола на НАТО и Европската унија, на тие европски бюрократи. Тука да видиме на чисто. Сите наши премиери и затоа денеска фактички тие сакаат членство со НАТО и ЕУ, бидејќи тие западни бюрократи им ги знаат богатствата. Тие нивни богатства се во западните земји. Затоа во Македонија не случајно кажав прегеска, покрај национална, потребна и социјална револуција. Мора да се направи ревизија на криминалната приватизација од 90-та година и постприватизацијата од 2006 за време на владењето на ВМРО ДПМН. Од тука нема разлика. Јас знам, сум работел и во МВР, според тогашните оперативни документи во МВР, во таа криминална приватизација се украде некаде околу 5 милиарди тогашни германски марки. За време на владењето на ВМРО ДПМН се шпекулира со некоја бројка од 5 милиарди евра. Значи нема разлика меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ. Разликата е само овие краделе во марки, тие краделе во евра. Затоа мора да се направи и комплетна ревизија и да се конфискува од земјото. Могерини изјавила денеска, вели, се вративте на патеката, може да славите, а потоа на работа.
да славиме. Па тие тоа го викаат 27 години и на Груевски му вика дека е надежден политичар, дека е проевропски настроен, дека ќе внесе Македонија во Европската унија. Така да тие фрази сега што му ги кажуваат на Заев, отворете ги тие соопштенија од пред 15 години, само место Заев ставите Груевски ќе видите ист текст. Колку е реална варијантата, бидејќи сте работеле во безбедносните структури, колку е реална варијантата дека Груевски заради тоа што балансирали ваму и таму, на крајот се одлучија некои фактори да му сместат со објавувањето на бомбите и да го тргнат од вас, да го срушат? Не е тоа, тие не се свесни дека тие ги купуваат и ја користат нивната употребна вредност, тие западни бюрократи, користат нивната употребна вредност и отпосле кога им помине таа вредност, тие ги шутираат како најобични мивки. Така ќе се случи и со Заев. Значи тие имаат своја употребна вредност, тие наши македонски политичари, меѓутоа откога ќе им се истроши таа употребна вредност, после ги тргнуваат од политичката сцена и ги повлекуваат во позадина. Во секој случај, значи, они ги сакаат тие полтрони. Бидејќи познато е, полтроните секој ги посакува, меѓутоа никој не ги цени. А овие 27 години, значи, си имаат работа со полтронски македонски политичари. Рекоте дека Европската унија објавува извештај, меѓутоа свој извештај има и Русија и дава алтернатива. Што нуди како алтернатива Русија? Конкретно има ли нешто што конкретно Русија јасно и гласно го кажува како можност некоја за нас? Ние еве тука имаме запишано кои се економските предобивки од членството на Македонија во Евроазиската економска унија. Така, зошто како се развива, кои се мотивите вие да се одлучите за таа опција, а не за Европска унија? Еве, најкратко само да кажам дека спомнав премалку, значи на политичкиот терен сега имаме една чиста ситуација. СДСМ и ВМРО да помине ЕУ и НАТО. Тие се залагаат за нивните либерални вредности. Кои се тие вредности за кои се залагаат Мицковски и Заев? На тие либерални вредности на Европската унија и НАТО. Тоа се хомосексуализам, истополови бракови, посвојување на деца од истополови бракови, дрогирана младина, промена на име, промена на идентитет, рекомпонирање на политичкиот систем, редефинирање на територијалното уредување. Од друга страна сме ние како единствена Македонија и вредностите што кажавте за Русија. Кои вредности се таму? Таму се традиционалните вредности, почитување на семејните вредности, почитување на територијалниот интегритет, суверенитет и унитарниот карактер на Република Македонија, кој што Русија никој пат не го довела во прашање, почитување на уставното име на Република Македонија, почитување на идентитетот на македонскиот народ, значи тие се вредности кои што го обезбедуваат опстанокот и просперитетот на Македонија. Тоа се мотивите што вие се одлучивте за една таква опција и што држано во вашиот проглас. Членството на Македонија во Евроазиската економска унија и стратешкиот сојуз со Русија го обезбедува опстанокот на оваа држава и просперитетот на народот. Така, што на тоа ќе кажат американците? И бидејќи се знае дека рековте мокни председатели, мокна држава, нема да седат со скрстени раце, меѓутоа ние гледаме денеска една друга Русија и тие геополитички поместувања на Балкан доаѓаат, тие се навестуваат и тие ќе се случат. А посебно јас кажав, ние како македонци сами си го решиме проблемот. Не ни треба Русија после. Значи нас не треба тие геополитички поместувања да се направат. Од ние 27 години сме колонија на НАТО и на САД. Меѓутоа сега имаме на нова Русија и тоа влијание американско се истиснува тука. Тоа се навестува и многу брзо ќе дојде. Затоа сакам да го охрабрам народот, да биде спокоен, тоа ќе дојде и ние внатре после си ги решиме сите потребни проблеми. Така, последно прашање пак од аспект на тоа што сте биле во безбедносните структури, како ги толкувате сите овие случувања околу приведуваните, односно притвораните за настаните од 27 април? Како го толкувате случајот Смилковско езеро, каде што премиерот Заев најави дека имало снимки кои што покажуваат дека не се тие кои што се во затвор? Односно, како расветлувањето или епилогот на овие процеси ќе влијае на државата Македонија? Па видите веќе тоа денес излегува информациите, тоа не е веќе нешто тајно. Родителите кажаа дека Заев им рекол на тие нивни разговори докога беше во опозиција, им кажал дека има телефонски разговори во кои што со име со презиме се спомнуваат тие бандити терористи од ДУИ таму кои што учествувале во тој настан, така да сега родителите се оправдано реагираат и бараат Заев да дојде да сведочи пред судот. А во однос на ово 27 април што го кажавте, таму има луѓе кои што треба да бидат гонети за друга работа, за криминал, за големи натрупани богатства, меѓутоа никако за тероризам. Како е тој тероризам на 27 април таму луѓето уставобранителите посебно влегоа со силна верба дека го бранат уставниот поредок. Па претходно Иванов ја подгреа самата атмосфера. Велеше дека нема да му даде мандат на Иванов, бидејќи го руши уставниот поредок. И тие луѓе влегоа со силна верба дека се брани уставниот поредок. И таа вечер во собранието, кој да беше наместо на Заев, и јас да бев, и Груевски да беше, ќе поминеше исто. Кој ќе го изедеше, бидејќи тие луѓе веруваат дека го штитат уставниот поредок. И така да тоа обвинение што го има за тероризам, тоа е едно презасилено. И јас не верувам дека има судија кој што ќе напише таква пресуда да ги осуди тие луѓе, тоа е сериозно дело, предвидена е минимална казна затвор од 10 години, па нагоре. Така да верувам дека може да се калкулира со овие процеси на некој начин. Тие луѓе за жал ВМРО и СДСМ си играат со човечки судбини. Тие се луѓе предмет сега на пазар.
се пазарате ВМРО да па не го вратија во собранието, па ги пушти нивните пратеници, али за жал ги За еден ден некој од нив ги врати. али за жал ги заборавија уставобранителите кои што се имат голема заслуга за оваа држава, посебно од 2001 година за време на татковинската војна. Така да јас еден апел да упатам да не се играат со човечки судбини, да ние имавме една иницијатива и до собранието за амнестија. Така да најдобро е за да дојде тоа едно помирување, најдобро е значи тие луѓе што побрзо да се пуштат. Сега за крај, само уште ме интересира, рековте дека очекувате на изборите попозитивен резултат. Ако се случат избори, значи конкретно прашање, ако се случат избори и добиете одреден број на пратенички места, а ви понудат ВМРО да помени или СДСМ да влезете во влада, како ќе постапите во коалиција? Како ќе постапите тогаш? Ако ни постават, ќе влеземе со нив во влада ако ги прифатат овие две работи: стратешки сојуз со Русија и членство на Македонија во Евразиската економска унија. Тоа значи да се откажат од Европска унија и НАТО, што е тешко изводливо. Тоа не знам, значи нашите определби се јасни и ние ќе обстоиме на овие определби. Не случајно кажав, ова е сега 27 години се менуваат две партии на власт, меѓутоа тие беа во иста матрица, НАТО, ЕУ. Сега имаме квалитетно нешто ново. Имаме нова алтернатива. Русија, ние сме прва партија која што го промовираме овој пристап сега. И затоа сега политичката сцена е избистрена. Имаме две опции: НАТО и ЕУ, стратешки сојуз со Русија и Евразиска економска унија. Па народот нека одлучи. Така. Ви благодарам на гостувањето и се разбира ќе очекуваме во следна прилика, можеби кога ќе имаме веќе најава за избори, па тогаш да се видиме повторно до каде се работите и вашите предвидувања. А Македонија сосем очигледно ќе биде во период во кој многу нешта веројатно во иднина ќе се толкуваат како историја. Ви благодарам јас за поканата. Благодарам. Тоа беше господинот Јанко Бачев, председател на партијата Единствена Македонија и универзитетски професор. Говоревме за неговите и на неговата партија и на неговите приврзаници ставови зошто треба Македонија да се одлучи за стратешко партнерство со Русија, а не за Европска унија и НАТО. Се надам одговоривме на сите ваши очекувања и прашања и ви благодарам за тоа што бевте со нас. Ве очекувам и утре на исто време, во исто време на исто место со ново издание на Што мисли народот.